Окей. Само да ме слушате? Да, Ме слушате? Само малце јас да го направам телефона да го средам. Ајде вака. Само малце. Добро е вака? Не ве слушам. Сега ме слушате? Да, сега те слушам. Само може малку рулетната да ја спуштите, пошто многу светлина оддава. Сега? Мислам дека ќе биде подобро. Не. Уште малку, да. Само момент. Ако можете, ако не, ќе бараме чаре. Вака? Подобро. Подобро. Само секунда. Старт рекорд. Окей. Не знам зошто пак добивам, вие кога ќе седнете добивам некои оција на екранов. Светлата мене ми се некако, да ги згаснам светлата од канцеларија? Да пробаме. Знаат барем да биде добра снимката сега, извинете вака. Добро. Само малце. Не знам сега како ќе фати. Сега? Нема, пак има сега. Не, до рулетната. До светлото од сонцето е, да. Ајде се Цела канцеларија Извинете. Само ако влезе некој кај мене у канцеларија, ќе треба да го... Ќе прекинеме, не е страшно. Вака. Сега мислам дека е добро. Да, сега веќе имаме почес кадар. Да, тоа е добро. Окей. Само уште еднаш да се проверам дали оди снимање. Добри сме. Можеме. После неколку неделно натегање меѓу институциите, кој е крив, што се случува, вчера конечно слушнавме дека ќе има мерки, тоа замрзнување на цените, со тоа министерот очекува 10% намалување на цените. И сега се поставува прашањето дали во оваа ситуација 10% воопшто нешто и ќе значат кога дојдовме до огромен ценовен шок, дали се навремено и дали се добри овие мерки што се најавуваат? Видете, ние овие мерки се некако се навикнавме да ги постават, како да не размислува за некој друг начин на поставување на мерки, иако земјите околу нас веќе овие мерки им станаа веќе непопуларни. Некако како да научија една мерка и замрзнување на цените која во економската теорија е многу непопуларна, затоа што тоа е мешање директно на пазарот, а ние знаеме каква кротка економија имаме овде и како да речам фражилна економија или она скршена економија. Имајќи предвид секогаш дека во септември веќе ќе имаме покачување на платите, кои ќе имаат еден како да речеме еден поголем импакт кон побарувачката, нели? А поголем импакт на побарувачката секогаш значи и покачување на цените на пазарот, тоа е нормална економска теорија, што ќе почне малце да ја подвижи инфлацијата, која за волја на вистината веќе едноцифрена. Значи, влегуваме во една ситуација во која што овие мерки, како да се навикнавме дека нема да дадат некој поголем, повидлив резултат, мерки кои за волја на вистината и претходно не дадоа некој по-така значитен резултат, и сега веќе се навикнавме некако, ние како некако да ја префрла вината централната власт кон добавувачите или бизнисот е крив за покачување на цената,
а имајќи предвид дека цело време нив ги форсира од време на пандемијата па сега, нели, преговараат, договараат цени, те меша во компонентите на пазарот. И сега веќе немаме ни ние како економски анализи веќе не знаеме ни што да кажеме за овие мерки, како ги донесуваат, што ги донесуваат, како претходно да направиле калкулации на пазар. Не знам, од оваа ситуација не може вака, мислам, со овие краткорочни социјални мерки нема да имаме ние некој вид на, ајде да речеме, некоја економска стабилност на која што би очекувале во иднина да имаме некој економски раст. Ова е краткорочни мерки, какви и да се, ти овие нема да го дадат резултатот, но еве и да речеме дека го дават резултатот, тие се краткорочни мерки и мерки кои директно влијаат врз пазарот. Добро, ете, што би можело да се направи за на долг рок да имаме позитивен ефект? Не знам, прстот го посочуваат кон трговците. Кога имавме субвенционирање на нивните суровини, повторно имаше калкулации со цените. Каде е клучниот момент? Државата нема ингеренции да го стопира сето ова, не може против нив. Што се случува? Вака сега, државата не може да биде како да речем партнер во оваа ситуација. Државата е арбитар во ситуацијата. Не може да биде партнер меѓу потрошувачите и самата економија или самите бизниси. А тој арбитар треба да биде коректен и фер со одлуките кои ги носи. Кај нас е веќе изгубена таа стратешко размислување на поставување на цели, нели, на среднорочни и долгорочни цели. Ние упорно велиме дека немаме храна во државата, дека ние увезуваме храна и никогаш не видовме една стратегија како тоа би го направиле. Значи, ние сме држава која не сме развиени технички и технолошки. Мислам, ние знаеме што ни е предност во државата и знаеме што ни се потреби во државата. И додека се расфрламе со пари во некој како да речем, некои не капитални инвестиции, би било подобро да инвестираме во тие капитални инвестиции. Повторно скративме на капитални инвестиции. Тоа е, сакам да дојдам до ова. Например, нас ни се случува една капитална инвестиција која за вистината јас ја прифаќам како позитивна, ова што се градат автопатови, и таа ја направивме да биде корумпирана, и таа ја направивме да не биде спектакуларна, да ја очекуваме. Значи, ние се некако мора да ставиме некој трн во нозе, за да не можат работите да бидат добри. Значи, и тие позитивни работи сами како сами себе си да ги растураме или да ги расипаме. Значи, тие инвестиции и капитални, и тие инвестиции кои би допринеле во развој на, ајде да речеме, на некој поголем, на некој второстепено земјоделие, да бидеме малце по напредни, по иновативни, за да можеме барем храна да си правиме за нас во некој средорочен период, а потоа и да може да извезуваме надвор. Гледајќи ги земјите околу нас, еве ја вија Бугарија со производите што ги почна да ги губеше во времето пред да влезе во Европска унија, и сега ги ваѓа пак производите. Албанија, Србија, веќе да не зборуваме, веќе понапред со тој извоз на тие нивни производи. Значи, тука треба да ја бараме нашата реалност, за да бидеме по-агилни во наредните периоди кои може да не очекуваат и некои такви кризи. Значи, толку сме ние врзана економија и со соседните држави, и со Европската унија, па и во глобалниот маркет, за да не е коректно и фер да превземеме мерки на социјални мерки. Да, јас се сложувам дека е добра социјална мерка за потрошувачите, за граѓаните, но на долгорочен план ќе ги даде многу лоши ефекти, затоа што тоа е веќе пазарните вредности ги губиме како држава. Конкурентските вредности ќе ги губиме затоа што нема да имаме конкурентски производи, нема да имаме квалитетни производи, нема да имаме и така све поред, само заради тоа да имаме подобри производи. Еве пример ќе ви земам, зашто ви одземав и време.
за ситуацијата со левот. Павло Кочани и во Штип имаше пекара која произведуваше со многу пониски цени лев. Така, кој ги направи тие 4-5 предпријатија кои и како упорно реагираат во тоа? Ја пред не знам колку месеци имаше во една емисија кажав дека многу едноставно кога тие да ги префрлите во Комисијата за конкуренција и ние имаме закони кои што уделот, нивниот удел на пазарот многу по-лесно ќе го видат и ќе видат дали се тие веќе имаат некоја монополистичка моќ на пазарот. Знаете, тоа е конкретното. Ние треба да се бориме со тие монополисти или тие луѓе кои веќе го диктираат цената на пазарот и сфрлат секаква конкуренција. Затоа треба да мислиме на некој предприемнички дух кај младата популација, кај новите бизниси и така натаму. Тоа е пазарот, тоа е државата. Државата е арбитар. Државата не може да биде страна во оваа ситуација. Не може да биде партнер во овие работи, туку само арбитар. Ви благодарам многу. Имаме уште на тема во што би разговарале, ама времето е кратко, така за малце ќе користам многу лош збор, затоа се воздржав, ќе речем овие мерки се перверзни. Мислам, ама ајде викам после и така вие по опозиционо одите, па ќе ама ако ми се јави некој од Телма или од овие ќе го спомнам. Перверзни мерки. Веќе станавме перверзија од економија, ова е веќе чудна работа. Знаете како сега си разговараме народски, мислам стварно цениве се до плафон. Месото е 700 денари, 10% мене ништо не ми значат, реално. Не, работата е вака, треба ја разбирам. Економски се зборувам. Не зборувам социјална без никаква емпатија, ништо сега. Зборуваме економски, така ќе платиме 800 денари цена на месец, ама ќе правиме притисок врз плати, така? И сега